Donoće stekle večer o kale. Arena sa mali sportovi sa dolga tradicija. Ovdje sme na kvalifikaciji za Evropsko prvenstvo košarka Makedonija i Litvanija. Jer je nadprevaran duel koji budi mnogi spomenik i emociji kaj privedite na sportu, privedite na košarka. Tako da veće včera, a ne pred 14 godini, koga vo Litvanija, vo Vilnius odigrate fenomenalno i stignate vo golema evropska četvorka, Vidovajkija, točno reprezentacijata so koja danes ki odmerime silite ovde v Skopje. Bez obzira сегашния kvalitet za svega ova, za svega se slučuva, može li potpuno da očekujemo pobjeda.
Сава Кале, Македонија, Литванија во моментов 15 разлика, последна четвртина, ова се квалификации за Европско првенство 2025 против Литванија, она истата репрезентација. Една од најдобрите европски репрезентации во кошарка. Наш стар муштерија од пред 13 години кога на нивни терен македонската кошарка ги доживеа своите цвестени моменти играјќи за борба за третото место и пласман меѓу четирите најдобри. На преводот при крај завршува 82-67 за Литванија, 15 разлика ако се има во предвид резултатот на полувремето кога литванците водеа со 17 разлика. Очигледно е дека второто полувреме нашите момчиња го изиграа подобро и резултатски и борбено. Тоа што мене ми доаѓа да кажам во овој момент е дека славната изјава дадена таму некаде 2011 година на Владко Илиевски, леле луѓе што направивме, сепак е само историја. Репрезентацијата на Литванија се покажува подобар противник од толку колку што јас ја разбирам кошарката. Они беа многу подобри од нас во источината. Треба да се каже дека нашите игра ослабени, без тројца најдобри напревари. Ова игра че се извинува, селекторот Јончевски не можеше да смета на нив некои чудни правила на ФИБА. Повисоки беа значително, имавме многу грешки. Значи, да не речам, не сакам да се сватиме погрешно, почетнички, меѓутоа заслужуваат овие момчиња за првенста во третата и четвртата четвртина, особено заслужуваат пофалба. И самата реакција на публиката за кога зборуваме за второто полувреме, за третата и четвртата четвртина, кога публиката се крена на ноз, имаше многу добри акции на нашите кошаркари, кога сепак покажаа дека знаат и умеат и дека можеме колку толку да се носиме со сепак подобрата репрезентација на Литванија. Збор 2 за грешка на судијата од Бугарија, која не беше потребна на една минута до крајот. Само како провокација за публиката. Да, како провокација за публиката, кога и полуписмените кошаркарски љубители на фудбалот видоа дека имаше на кошарката другото, на кошарката се извинувам, видоа дека имаше како се вели, фаул во напад. Лична во напад, да, беше свирна за Литванија. Во секој случај да ремизираме квалификации за Европско првенство во кошарка 2025 година. Добра игра на нашите кошаркари во второто полувреме. Да не се гледа и заби, сепак би рекле и победа на Литванија која е подобра, иако не треба да се заборави, нашата репрезентација играше ослабена. Има, јас ќе го завршам вака ова јавување од Кале, значи има реванш надпревар против Литванија. Не верувам дека нешто тоа многу ќе смени во резултатски гледано, да, но продукција Скок се враќа од оние, условно кажано, мали спортови, се враќаме од Кале, се враќаме од Борис Трајковски. Не е само фудбалот на подлупата на нашата камера. И да не заборавиме останува изјавата: леле луѓе, што направивме, одиме да се бориме со Литванија и во Вилнус.